Почитувани мои, добар ден. Цените ги замрзна, па ги одмрзна, за да ги зголемат. Па пак ќе ги замрзнат, ама по празниците. Цените се високи, ама не грижете се, пред празниците ќе бидат уште повисоки. За мимоза салата, марулата и младото кромиче одмрзнати, но јајцата замрзнати. Јагнешкото месо отиде во Бугарија, дали ќе има кај нас и по која цена, ќе видиме. Традиционално за празниците на се плаќаме по високи цени. Ве прашуваме, мора ли да биде така? Анкетата е иста, само се одговара со да или не. Анкетата знаат многу добро оние кои што редовно не следат е на Instagram Story, што значи да доколку не сте не заследете не на Instagram и кликнете ги вашите одговори. На прашањето: мора ли традиционално за празниците да плаќаме повисоки цени на се? Имате можност да одговорите со два одговора, едниот е да, доколку сметате дека е така, или не. Секако тука ќе ве потсетам задолжително да не заследите и на Facebook Црвена линија, каде што редовно објавуваме темата, како и на Facebook Телма профилот. Не има и на Twitter, но она што каде што секогаш сте добре дојдени и се надевам дека и денес ќе има во огромен број, е дискусијата токму на нашиот добро познат телефонски број во живо на 02-307-0005. А за да ја загрееме атмосферата и да ве подготвиме, се разбира ќе продолжиме со прилогот на нашата драга колешка Симона Петровска. Месарите ни посакуваат срекни великденски празници со јагнешко месо од над 500 денари. Во ек на празници граѓаните чекаат пред месарниците и пресметуваат. Кој има пари ќе јаде јагнешко за Великден. Има ли пари за јагнешко месо за Великден? Пари, бе. Како пари, бе? 500-600. Колку го направи? 600 дина. Тоа е. А ја мислам 500 или 550. Сега не прашав моментално, ама читав дека е толку. Дали е скапо во ек на празници? Тоа е сигурно. Нема да го користиме оваа година. Сега баш тука праша 540 денари. Толку. Дали е реално? Па, реално. Реално е за тие што има, за тие што пензионери како ја, е скапо мало. Во месарниците јагнешко под над 500 денари. Сточарите го продаваат за 210 денари, а Македонија ова месо во Бугарија го извезува за двојно пониска сума. Разликата во домашната цена со извозната во Бугарија е тоа што бугарите барале поголемо јагне кое било поевтино, вели Гоце Серафимовски од Асоциацијата на сточари. Цената јагнешкото оваа година е прилично и добра. Цената се движише 210-220 денари. Тоа беше за извоз за Италија, мислам минаа таму тие великденски празници, а бугарите сакат потешко јагне, по-големо и затоа на тоа е цената малку по-ниска. Нашите производители на јагнешко месо, они очекуваат дека ќе биде 250 денара цената, меѓутоа моментално е 220 денара. Месарниците откупуваат од кланиците, а кланиците го продаваат кај нас по 420 денари. Исчистено за клано. Побарувачка за јагнешко месо, освен за великденските празници, се очекува и за празникот Бајрам наредната недела. А сега е време да стартуваме дискусијата со вас. Почнуваме со првиот гледач во Црвена линија. Добар ден. Да, добар ден. Па еве, како коментирате тоа што цените се замрзнаа, па се одмрзнаа, па се очекува да се зголемат, па пак да се замрзнат и се разбира дали всушност мора ли да биде тоа така? Што мислите ви? Тоа е една несериозност во поглед на инспекцијата, во поглед на другите институции кои што изработија така како што треба да го изработат, али сега искам да ви кажам, кога веќе слушаме дека трговците кои што криеле роба и ја пуштале поскапа, а ја набувале преку царина со пониски цени. Така да тука има пазарната инспекција што да работи и каква да презема мерки за да можат тие сите работи да ги стрелат, затоа што ова е срамота што се работи. Нити може никој да купи патлиџан, нити пиперка, нити крставица, нити зелка, нити ништо. Пазарите се толку скапи, а да не кажуваме во големите трговски објекти се е поскапено.
И дури и рафтовите му се празни. Тука треба подкрито пазарната инспекција и владата подкрито поново да донесе одлука да нема попуштање, да нема одмрзнување, па после Великден и Рамазан барем да има намалување. Не, туку да се бидат цените онака како што беа и ласката и годинава, за да може секој граѓанин во Република Македонија да земи за Великден барем едно кромиче, едно лукче. Благодарам многу. Благодарам и вам секако за вклучувањето во Црвена линија и тоа што бевте и прв гледач. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Па еве, мора ли традиционално граѓаните за празниците секогаш да плаќаат повисоки цени? Не мора. Ве слушаме, во Црвена линија сте. Да, не мора. Добро, еве како го коментирате првичното замрзнување на цените на овошјето, зеленчукот, а сега се најавува и одмрзнување, па потоа подоцна повторно замрзнување. Еве, како потрошувач, како ги коментирате овие замрзнување и одмрзнување на цените? Скапо е, многу тешко на нас кои сме со мали примања. Така, продолжат. Жалостно. Жалостно. Некој има да купи, некој нема да купи или така. Еве, Тежок живот. во пресрет на најголемиот христијански празник Великден, како планирате еве да изменаџирате финансиски вашата великденска софра? Кризно, минимално, многу минимално. Толку ни од примањето. Не мислат луѓево оти треба секој да го врви празникот. Нека е напомезен години, ама тежок живот дочекавме Македонија. Жалосно. Тоа би било се или имате уште нешто да додадете со оглед на тоа што имате уште некои 26 секунди? Па доста е. Ви посакувам се најубаво и на вас и на сите среќни празници, Господ здравје да ни дава. Тоа е, мислам, најбитно. Така, благодарам многу за вашето вклучување и секако и редакцијата на Црвена линија ви посакува се најубаво, но и посакуваме да останете до крај на ова издание, со оглед на тоа што верувам дека ќе слушнете и други впечатоци, мислења и излагања. Добар ден! Добар ден! Во Црвена линија сте. Добар ден. Дали добро не слушате? Да, ве слушам. Да, па еве според вас мора ли традиционално граѓаните секогаш да купуваат артикли со повисоки цени за да се подготват како што е ред за предстојниот христијански Па празник? не мора, ние сме учени со малку да поминеме. Не мора да купуваат, може да поминеме. Сега е повторно и падничални пиперка, сега и тоа е катено. Да ви кажам, не са криви луѓето, крива е политиката, криви се ватата. Полињата, тргите со Македонија, полињата се изеснати со трави, со шабери, 300 чуда. За посија го земјоделието сега обезуват со патика, нека да ќе веземо од Албанија или од Косово. Па тој е целта на нашата економија, нашето земјоделство за запустено е како не ранеше порано Струмица, како ги ранеше цела Македонија и цела Југославија купуваше. Јагније имаше доволно, сега нема ни јагније, нема. Кој храната е астрономска цена, кој ќе ране јагније? Тоа е само за тие што само се златните лъжици. Видите да ви кажам, колку и да јадат со златните лъжици, так недлаки застане на грлото од тие златни лъжици. Не е убаво со народ да книгав мајта. Благодарам за вклучувањето. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден. Ја стартувавме Црвена линија без да го посочиме она што постојано го зборуваме, тоест јас, тоа е да се намали тонот на телевизорот кога се вклучувате во дискусија на Црвена линија, да зборуваме само преку слушалка. Значи целосно намален тонот на телевизорот. Добар ден. Добар ден.
Добро, да не биде, нели, како да зборуваме сами со себе, знаете кое е правилото, го вртите телефонскиот број 023070005, задолжително го намалувате тонот на телевизорот и зборувате само преку слушалка. Ајде да видиме дали успешна емисијата да се конектираме. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Ви благодарам. Сакам да се јавам за ова со замрзнување. Ова е лажење народ, бидејќи се вадат со што ги оскапеа, што ги покрена платите нив. И сега го лажат народов, што еве сега ви помагаме. Ова кој ќе заврши тоа замрзнативе цени ќе биде катастрофа. Се ќе биде става. Но и ги одмрзна. Да, еве, од утре се очекува да се одмрзнете. Ова е играње со народов, ги лажат. Страшна работа. Ајде, што сметате, зошто секогаш се добива впечаток дека како по некоја традиција за време на празниците секогаш треба да плаќаме повисоки цени? Тоа е нормално, со години уназад е така. Секој празник цените растат, па бизнисмените се богатат, народот си трпи, еве сега моментално јагнето од 180 до 200 денари е килограм жива мера. Во месарите е над 500-600 денари, страмота е. Еве, вие како ќе подготвите вашата софра во однос на сопствениот буџет? Што можеме, ќе купиме, ама јагнешко, да купиш едно јагне 10 кила, 100 евра, а платаве 20.000, кај се сметките, катастрофа, не е само месото. Така, благодарам многу за вклучувањето, секако продолжете да не следите. Одиме со уште еден гледач, добар ден. Добар ден. Добар ден. Да, се слушаме, во црвена линија сте, повелете. Благодарам. Поздрав до вас и до редакцијата. Поздрав и до вас секако. Па интересна тема е, да ви кажам право. Јас сум малку повозрастен и паметам дека уште многу одамна, кога ќе дојдеше Великден, и слични празници, Божик и така натаму, посебно за Великден. Цените скока, ама тоа неверојатно, може би некаде и дупло, од пред празникот и после празникот. Мислам дека за ова најголеми виновници се овие прекупците, трговците, накупците, докупците и така натаму. Мислам дека од тоа печалба производителите немаат многу голема. Зошто е тоа така? Еве сега за јагнето откупната цена за извоз беше 200 денари, околу 200 денари. А во продавниците за извоз е 200, а во продавниците е 400-500 денари. Колку е? Мислам, тоа е, се знае каде одат парите. И мислам дека владата е добро што презема одредени работи да ги скрати тие маржи кои одат и од 150 до 250%. Ки жалам производителите, сега прочитав бев во самопослуга, бананите се 70, портокалите се 40-50 денари. Останатото, мислам за патлижаните, продажно е за производителите 50-55. Благодарам многу и вам за вклучувањето. Ке подсетам тука, само внимавајте и координирајте се во однос на тајмерот кој што одбројува 90 секунди, но се разбира доколку сметате дека не сте се доискажале, отворени сме постојано и тоа дури цели 5 линии, така да можете повторно да го завртите бројот и да добиете нови 90 секунди. А во продолжение ќе ве подсетам задолжително уште еднаш да не заследите и на Facebook како црвена линија, но и профилот на Телма телевизија, каде што и денес е објавена нашата тема, па еве како изгледаме на профилот на телевизија Телма. Марулата, доматите и краставиците одмрзнаа и цените им порасна. Јагнешкото месо отиде во Бугарија, дали ќе има кај нас и по која цена ќе видиме. Па еве ги и првите коментари. Андон Каракулев напишал: редно е веќе трговците да сватат дека што е многу, многу е.
Поминаа сите правила во економијата. За турскиот, албанскиот земјоделец се исплаќа раноградинарството и сточарството, каде цените на репроматеријали се скоро исто како и кај нас. Само на нашиот земјоделец и трговец е неисплатливо. А што мислите вие? Мора ли да биде така и традиционално за празниците да плаќаме по високи цени? Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Јас сум од Куманово. Голем поздрав до кумановчани кои што не следат. Фала да сте ми живи и здрави. За овој сега што се фалив дека намалуе, покачуе од овој, нема везе. Ништо. Ни се намалиле, а за покачување ти покачуе до милога Бога. Намалено нема ништо. Ништо. А јагнешко месо нема шанса да купи некој со 200 евра што зима пензију, да купи јагнешко месо, нема шанса. И тоа е. По моје случај. Во пресрет на празниците, како планирате да го изменаџирате сопствениот буџет со оглед на тоа што се одмрзнаа цените на зеленчукот и овожјето? Па што бе, Тинче, бе срце, ти знаеш ти што е тој кромитче 10 динара, било големо чудо. Не е само кромитче и салата, сака и месо. Сака све друго, не е само кромитче, зејче, зејтинче и марула и чудо големо. Ништо тој нема. Тој само вие што си го зголемија плату, буџетари, па ајде демек ми намалуемо. И за да народ, мисли народ трау пасја не еде леп. Поздрав, да си ми жива и здрава. Благодарам, се најдобро ви посакувам и јас, секако продолжете да не гледате. Добар ден. Добар ден, ако сум на линија. Секако, вие сте и во црвена линија. Па вака, прво ќе покушам брз да бидам да кажам све. Прво да се разбереме. Тој што произведува, значи е оштетен. Тој што продава е награден. Затоа што овдека кај нас тој што ја има мотиката, значи му се откупува пошто пото, а оној што е прекупен, тој го продава онолку колку што сака. Меѓутоа овдека да се реши овој проблем, треба да постои регулаторна комисија која ќе, значи, одреди цени кои што не може да бидат над. И тогаш, значи, не може оној што на царина пријавил 30 денара за еден производ, дека е набавен, а вамо да го продава 120 денара. Ќе се формира регулаторната на цената од 30 денара, ќе ги надзида сите оние маржи, кало и што знам јас таму уште кои други имаат они предвидено ставки. Само на тој начин реално и тоа ще можеме да купиме и месо, и зеленчук, и све што се нуди во трговијата. А одека, поради што кај нас, значи, да нема таков ред, нема таква дисциплина и затоа ние сме доведени меѓу чеканот и наковалната. Одгоре тврдо, оддолу тврдо, главата отиде. Затоа сматрам, по моје размислување, значи, може да се купи јагнешко, може да се купи све. Ама ако ќе опрашаш производителот колку вложил во тоа јагне, а овој вамо, значи не може да продаде по таа цена која што е, и затоа се случува ово што се случува. Благодарам. Благодарам и вам. Одеме сега малку кај твитерџи, еве што извоевме за денес, секога се саркастични, горе-долу шегобени, па еве една фотографија која што треба всушност да каже или да зборави, всушност Мас напишал вака спиеш кога не се замараш со сметки и замрзнати цени. Но дали граѓаните имаат ваков сон како оваа мачка во пресрет на големиот христијански празник, Великден, секако во пресрет и на Бајрам, каде што трпезата секогаш е пожелно да биде богата, но имаме впечаток дека традиционално граѓаните токму за време на празниците плаќаат највисоки цени. Добар ден. Ало, добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Јас, знаете, не ги разбирам граѓани што драматизираат со цените на зеленчукот во април месец и во март месец. Јас сакам јавно сите да ги прашам кога пред Великден
ние сме зимале на пазарите, сме купувале поевтин домат од 100 денара или 150 денара и краставици кога биле поевтини од 120 денара. Само оваа година е исклучок или не оствари се случува секоја година у нас. Знаете што? Ние си го гледаме нашиот интерес. Да си е скапо. На тој што произведе па му е ефтино. Зошто? Па ние никој не стануваме зимоска во декември месец да идеме да му ложиме огин на тој што во фолиите кога го расте па доматот или кога го прави расадот, да ти кажем право. Ајде кажете ми кој отишол да му помогне на тој човек у декември, у јануар месец кога беше ладното да му ложи огин за да го направи расадот или да расади, да го направи насадот со патлиџани во фолиите. Знаете, умре времето кога и срамот е сега ова што се прави бараме ефтино, некој да ни работи ефтино нас да ни даде, ние да седиме во град, да се шетаме, пазете, и да купиме 50 денара патлиџан. Па доматот лани, во август месец, кога беше топло, па беше 70 денара на пазарот, или забораваме го тоа. Колку лани купуваме во јулија доматот? По која цена го купуваме? И тоа пазете, кога трошковите за производство беа многу помали од овие сега кога се работи за оранжериско производство. Пиперот зелениот минатата година у август месец. Благодарам и вам за вклучувањето и те слушате како коментираат гледачите кои што се вклучуваат во денешната дискусија. Продолжуваме секако со вас. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте. Поздрав. Поздрав. Кој ќе биде вашиот коментар? Слушате какви излагања и ставови имаат? Има секакви, кој како ќе му текне така збори, знае, не знае, има све знајковци, има некои вакви, има такви. Не толку јагнето, така по-конкретно да кажам. Ако е 200 денара жива вага, ако 50% калира, тоа е по автоматизам 400 денара веќе го добива. Па каде е кланицата? Па каде е овој, па каде е оној, па каде е маржата, па каде е калото? Сега 500 денара. Не е скапо. Меѓутоа треба од тој што ги чува да му се плати 300 денара, 5 евра килото, оној да може да го продаде и 15 евра, му мало продаа, а па оној што треба да го купи, треба да има 1000 евра плата или пензија, не е важно. Како сега што има господава со купени дипломи, огромни плати, уште 78% покачени. Тогаш би имало некој норматив или правило на однесување. Инаку тоа јагне за да се произведе, да порасне до 20 кила жива вага или 18, има многу работа, има многу труд, има многу обрски, многу ноќи не спиени. Затоа што тоа не оди само, поготово зимно време. Мора некој да го негува. А овчари сега, кој овчари? Ние. Благодарам и вам за јавувањето. Ајде сега повторно со твитерџи малку, не случајно ви ги читаме твитовите со оглед на тоа што можеби ќе се сложите со некој од твитерџи, можеби ќе се конфронтирате или ќе бидете инспирирани да го искажете вашиот став. Кваква топ напишал: зошто замрзнати? Треба сите ние народот еден месец да не купува уврши и зеленчук, нека си го јадат сами, тогаш ќе имаат за размислување како понатака. А еве кој ќе биде вашиот одговор? Мора ли традиционално за празниците секогаш да плаќаме повисоки цени? Добар ден. Добар ден. Дали имаме некого на линија? Добар ден, дали се слушаме? Ете го телефонот звони. Добар ден. Верувам дека и намален тонот на телевизорот. Тоа е клучно, приоритетно и да се зборува преку слушалка. Добар ден. Добар ден, во црвена линија сте. Поздрав до вас, до емисијата. Поздрав сега кој до вас. Секако дека телевизорот е намален. Тонот, телевизорот не можеме да го намалиме. Так, па може да го изгасниме. Верувам дека нема да го сторите тоа. Па еве, кој ќе биде одговорот на нашето прашање? Па, цените секоја година се пред празниците повисоки. Значи, не сакам јас да критикувам ни една нација, ни еден народ, али може да кажеме дека ние сите сме во Македонија сме политичари, сите сме економисти, сите сме земјоделци и така натаму.
И затоа ова што се случува на пазарите, затоа се случува. Значи, јас нешто што можам да пред година, 2, 3 да речиме, исто доматите беа 120, 130, 150 денари, исто толку беа и краставиците, што се однесува до зеленчукот. Да се вратиме за нафтата. Нафтата исто во 2013 година беше 73 денари. Сега е 72, од ноќеска 74. Значи, ако многу, јас би спомнал само дека рибите памтат 2 секунди, така да и голем дел од луѓето не ни знаат, не се ни свесни колку лани плаќале за одредени производи. Значи, уништено е земјоделието, никој не сека да работи, никој не сека да чува овци. Овчари нема, па како јагнето ќе се произведе? Значи, тоа не е од денес. Значи, тоа треба години да се уништи нешто. Поздрав до вас и поздрав. Благодарам, поздрав до вас секако. Продолжуваме со вас. Добар ден. Здраво. Здраво. Павата, значи, проблемот е до самата власт. Ама не е само оваа власт, иако е една од најлошите, меѓу најлоша власт. Значи, за земјоделецот секоја влада до сега независноста уништила на земјоделието, аграрот и сточарството. Значи, штом дозволува владата да влегува од увоз роба која тука се произведува и поевтина ја продава тука странската роба, затоа ќе пропаѓа земјоделците нема да работат. А луѓето купуваат репроматеријали, азотни ѓубрива и све останато, и тоа примораници, ако нарочито ако е субвенциониран, не мора да земе од Холандија, од Германија, Данска, тамо од секаде, само ние да купи да лично од друго место семенски материјали и останато, репроматеријали. Плаќаат европски цени за тоа, а кога ќе го излезе производот на пазар, не може да му држи ниска цена, затоа што кмеј ќе дал него што ќе продаде, него што ќе земе пари. Ова е све минуси на владите до сегашни и ова сега си го плаќаме како краен производ. Значи, баш сега ме интересира за овој празник одмрзнаа цените. Ајде да видиме сега за наредниот празник дали ќе ги одмрзнат цените. Ке подсетам само, внимавајте на тајмерот, одиме со уште еден гледаш. Добар ден. Ало, добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Прво да ве поздравам вас. Голем поздрав и до вас секако. И до вашата телевизија Телма. Благодарам. Па да кажеме за потрошувачка криза. Па како што се цените сега за Великден, а ја мислам дека никогаш не се биле толку скапи. Еве што слушам многу, се слагам со нив, а со некои не. Значи, управо се што зборат, дека некои има големи пензии, големи плати и може да си дозволат се да си купат. И може да оправдуват дека е толку скапо. А некои со 8.000 пензија или 10.000, најпрво што да купе? Најпрво не знае што да купе. Значи, краставиците со 100 денара, патлиџаните 120, и други ред работи се е поскапнано, значи. Ама, ете, за тај ден, секој помалку па ќе купе по нешто, значи ќе го прекара дено. А да збориме за, исто за овошјето, значи, они го донасат и го откупуват толку повеќе ефтино, а на пазарите го продават толку повеќе скапо, што граѓаните не може да се дозволат. А дали ги прашат земјоделците за оризо, за другите производи, колку е пари ѓубрето, колку е пари водата за прскање, колку пари е орањето, значи за тоа никој не питува. Треба владата и тие таму редоват. Треба они прво тоа. Благодарам и вам за јавувањето. И тука уште еднаш ке подсетам, внимавајте на тајмерот 90 секунди, но секако
Во рамки на црвена линија отворени сме нормално повторно да го завртите бројот и да добиете нови 90 секунди. Анета Марковска еве што има напишано на Твитер. Функционерите со високи плати, народот со замрзнати цени. А еве, кој ќе биде вашиот одговор на нашето прашање, кое што меѓу другото ќе потсетаме исто и како анкетно на Instagram Stories, заследете на Instagram, дадете одговор. Прашуваме мора ли традиционално за празниците да плаќаме повисоки цени на се. Кој ќе биде вашиот одговор? Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте. И јас да ве поздравам секако. Вака. Традицијата за празниците ни остана секогаш да плаќаме повисоки цени. А од кој аспект сите знаеме дека инспекциите не работаат. Не владата е влада, во ред. Немам ни против, ни позитивно, ни негативно мислење. Меѓутоа, инспекциите не работаат. Кажа еден господин Преска, сакаше да ги оправда сточарите, жива мера било 200 денари. Па жива мера 200 денари и 50 на 100 е 300 денари. Кало 100, кај го има 150 на 100 разлика на цена да плачат за традиционален празник граѓанин. Тоа го нема нигде, бе, луѓе. За кожата се фрдла, удробите внатре се продаваат, сите работи се продаваат, така да тоа е 150 на 100 разлика и 200 на 100 разлика на цена. Кај има тоа? Само го има за традиционалните празници. Тоа го возможуваат пазарачните инспекции кои што не работаат. И финансиската исто инспекција не работи. Да работува два пати дупло маржа, нека плати 2 пати дупло данок. Така да што можам да купам јас, пример со 30.000 денари, 2 кила јагнешко месо по 500 динара и е 2000 денари. Што ќе седнат гости со 2 килограми месо? Скапо е, верувајте дека е скапо, меѓутоа ќе го поминеме многу години за помин. Благодарам многу за вклучувањето. Ево уште еден твит во меѓувреме пред да го вклучиме гледачот. Андреј практично коментира на изјавата на Трајанка Димеска, земјоделец од Прилеп, која што вели: ние скапи ги купуваме работите, семенски материјали, орања, ѓубрива, бензин, сето тоа, а овде го продаваме цела година по иста цена. Земјоделието одамна е замрзнато. Андреј напишал: сами себе утепале. Го чекаме да го слушнеме мислењето и на следниот гледач или можеби гледачка. Добар ден. Добар ден. Здраво, во црвена линија сте. Добар ден. Добар ден. Па сега за овие празниците, великденски и бајрамски, па и скапо, и не е скапо. Кога можам јас во Охрид да помијам едно макијато да го платам 100 денари, што ќе мислите тој земјоделец? Дали може да се приближи тука? Не. Не може. Меѓутоа, ќе ви даваме предлог. Владата да си донесе некоја одлука на сите фамилии по едно јагне дома и помалце зеленчук и да си му плати на земјоделците, да си ги субвенционира и готово. И јагнето продадено, и зеленчукот продаден, све во куп, сите задоволни. Толку од мене. Тоа би било се. Добро. Благодарам многу за јавувањето. Секако продолжете да гледате. Продолжуваме. Добар ден, црвена линија. Добар ден, јас сум на линија. Да, повелете. Вака, за повисоките цени, јас сум долгогодишен корисник на апчиња, сум малце болен. Значи, велат дека цените се 50% крпен. Јас ќе ви кажам, едните ми беа 24 денари, сега се 200 денари. Едните ми беа 5 денари апчина, сега се 50 денари. 130 на приватно. Значи 1000% тие. 5, 10, 15, 20 до 50, 1000%. На производите, на млекото, на лебот, на се. Значи лебот беше 20 денари. Сега 33, демек намален. Тој не е намален, тој е поскапен. И ние ки секојаш ќе оплаќаме и социјалци и сите. Значи цените не се кренати пример за 50%, тие се за 1000%, за 2000%, значи се плаќаме поскапо и секојаш поскапо ќе плаќаме. Дали мора да биде така? Не знам, вие кажете.
Толку можам да кажам. Ако имате нешто да ме прашате друго, Па, еве, кажувам- зошто сметате дека се добива впечаток традиционално граѓаните плаќаат повисоки цени, особено во пресред на празниците? Да, плаќаме дека поќе се троши и демек сега на повисоко ќе го онакваме, ама сега плаќаме и плюс со инфлацијата, и плюс со поскупувањето, и плюс со празниците, и плюс, значи сето ти е накачено. Еве татко ми беше до продавница, не можеше ништо да купам, рече 2000 потрошив, ништо не купив. Благодарам, многу цениме за тоа што се вклучивте во Црвена линија. Продолжуваме. Добар ден. Добар ден. Добар ден, во Црвена линија сте. Фала ви. Абе, што се буниме? Што се буниме, како што рекоја предходно други слушатели, гледачи, никој не ни се паси и овци. 500 денари можда е реална цена, затоа што 200-220 денари е жива мера јагнешко. И плюс што се буниме за доматите, краставиците. Кое време сме бе луѓе за домати и краставици да јадиме во ова време? Се уште како што е ладно се јади туршија, пиперки, туршија домати. Можеме случајно да си дозволиме младо кромитче или лукче, или салатка, или зелка, или што се буниме за доматите. Ма кој барал домати во април? Не мораме доматите. Гледаме еден гебрек од 20 грама е 30 денари. Лебот го продава на 25 денари до вчера, сега беше го рипна на 45, па со сила му го врати на 33 денари. Трговците сето тоа го прават. Не се производителите криви. Сето тоа нивно на производителите коста. Да изгледаш ти 100-200 јагниња, тоа е труд, тоа е мака. Брни, грми, храна или земјоделецот, ѓубре вештачко, орање, прскање, треви, комбајни, нафти, тоа е свето кошта. Не ни се криви нас производителите. Трговците се криви и владата што совреме не ги превземи тие мерки за замрзнување на цени, каде што трговците прават по 200-300 настојќа. Така, благодарам многу и вам за јавувањето. Добар ден. Ало, добар ден, јас сум на телефон. Да, и тоа во Црвена линија. Да, во Црвена линија. Поздрав до вас, до вашата телевизија. Голем поздрав и до вас секако. И така. Еве сакав јас да се вклучам малку во ова. Во право е претходниот што вика не се криви производителите. Криви се. Ако ќе го произведам, имаат за се, за една шушка да посеат, имаат субвенции. И стално протести се дигат. Субвенции за ова, ѓубрето се покачи, на секој покачување се збираат, грозјето го продаваат, не им го купуваат како што треба. Што има владата со грозјето, да кажеме? Приватни фирми откупуваат, а пак им дават. А чии пари се? Тоа се од нашите. Друг пат, кога дигаат протести, треба да ние, другите луѓе, од владата од џебот не дават, од нашите пари да ги помагаат. А они после колку сакаат и ословуваат да нема, па нека имају од Албанија, од Румунија, нека имаат поевтино. И патлиџан, и пиперка, и се. Зошто да нема и за мојот џеп, и за другиот, и за вашиот, да кажеме. Нека има различни цени. И ако не им одговара, на откупците да не го дават ефтино. Па тие прекупците после да продаваат по-скапо. Не ми одговара, не го продавам. Не произведувам толку до година и готово. Ќе произведам нешто друго. Еве, оваа година зелката, ако им оди, до година сите ќе сеат зелка. Нормално дека ќе биде презаситена нашата држава. Мала е. А субвенциите... Благодарам и вам за вклучувањето во Црвена линија. Продолжуваме со реклами. А по рекламите време е да ги соопштиме и резултатите од денешната Инстаграм стори анкета. Тука уште еднаш ќе ве потсетам за следете не и веќе утре земете учество во нашите анкети. Како е дај на денешното прашање кое што го поставивме и до вас, драги мои, во денешната дискусија? Мора ли традиционално за празниците да плаќаме повисоки цени на се? Со да одговорија 36%, а со не 64%. А јас секако ќе ве потсетам дека 100% задоволство следува веднаш по Црвена линија. Доволно е да останете на Телма телевизија за многу кратко време да се
опуштите и да се подготвите за учество во најдобриот квиз во земјава Заврти на Тилма и да освоите награда. Туку и ќе ви подкажеме прашања. Запишете, кои две европски држави лежат на два континента? Кој е најмалиот прост троцифрен број? Кој е главен град на Мароко? И еве уште едно четврто прашање. Колку литри вода собира коцка со рап од 20 см? Верувам дека наскоро се слушаме и ќе ги даете точните одговори. Довидување.